Добро утро, добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Ова утро зборуваме за една многу важна тема како што е дигиталното насилство. Живееме во еден модерен, брз свет на современа технологија која и за жал освен привилегии носи и многу опасности. Гостин на оваа тема утрово е Џон Кенеди Мосоти, директор на Македонија на Фондот за население при Обединетите нации. Господине Мосоти, добро утро, добре дојдовте во утринската на Телма. Good morning, Goran. I appreciate being here and it's great to be in your show this morning. Thank you very much about the nice words. Thank you. Господине Мосоти, како што реков во најавата, живееме во едно модерно време кое освен привилегии носи и одредени слабости, бидејќи се што се случува во реалниот живот се случува и во дигиталниот свет, во тој така наречен сайбер простор, па така и насилството. Може ли да ни дадете некакви податоци на почетокот со кои располагате, како вовед во кампањата која како Фонд за население при Обединетите нации ја покренавте не само во Македонија, туку и во останатите земји од регионот? Thank you, Goran, and I'm really, as I said, I'm really glad to Како be што here кажав, навистина ми е мило што сум тука, од повеќе причини, а пред причина број еден, мислам дека имате прекрасно шоу и навистина е одлично што сум тука и што можам со вашата публика да споделам одредени мислења и одлично што сум во Северна Македонија, затоа што е важно место каде што може да имаме дискусија за прашањата поврзани со онлайн насилството. Една од причините со што сум тука, знам дека парате статистика, всушност мора да разговараме за правата на телото, за body right, затоа што тоа на некаков начин авторско право за човечкото тело онлайн. Ист начин како што имате авторски права за уметноста, за музиката, за литературата, сакаме заштита за човечкото тело онлайн. И причината зошто го спараме ова е затоа што постои огромно патење кај луѓето, болка трпат и страдаат. И таа болка е многу долго време непрепознаена. Не можевме да го следиме темпото на модерната технологија, на модерните комуникации и за жал ја намаливме важноста на оно што се случува за жал онлайн, затоа што оно што се случува онлайн е еднакво на оно што се случува надворот онлайн и кога станува збор за онлайн насилство, тоа е еднакво исто како насилството што се случува надвор од дигиталните медиуми или дигиталниот простор. А статистиката е навистина впечатлива. Би можам да ви дам многу статистики, но најважното прашање, како што може и вие да видите, дека речиси 96 до 97% од жените знаат за ваков тип на насилство, што се случува онлайн, 87% искусиле некаков проблем со синтетички слики, кои што сега може да ги видиме онлайн. 40% самите биле злоупотребени онлайн. Така што голем број на луѓе, станува збор за голем број на луѓе, и не само жени, туку сите што се во онлайн просторот, и мажите, жените, младите. И многу е важно тоа затоа што има посрамување поради телесниот изглед, синтетички намонтирани слики. Сите тие навистина предизвикуваат огромна болка и огромен стрес во вистинскиот живот. И затоа како што и сами кажавте, дел од статистиката е следна, дека висока 96 или 97% од жените и девојките се свесни дека дигиталното насилство, онлайн насилството постои, и дека повеќе од 85% од нив биле сведоци на тоа, а 40% се декларираат како жртви. Меѓутоа, интересен е еден податок и од Македонија, дека дури повеќе од 80% од 100 анкетирани новинарки во Македонија, колешки наши, се соочиле со онлайн вознемирување или навреди и насилство. Каква е состојбата во другите земји од регионот, со оглед на тоа што како регионален директор покривате повеќе земји во регионот, а се наоѓате со седиште во Босна, во Сарајево? No, correct. As you correctly state, yes, I do Како што cover some точно countries in the кажавте, Western Balkans. да, покривам неколку земји Западен Балкан. Состојбата не се разликува, иста е. И причината зашто состојбата е иста е затоа што дури и во тие земји
законодавството и нашиот начин на справување со општествените проблеми се уште не е достигнало технологијата. Технологијата пребрзо се движи. Постојано се менува. Но за жал, како што знаете, процесот на добивање заштита, особено кога станува збор за млади лица, за луѓе, не успева да фати темпо, да држи темпо со технолошките проблеми. Тоа е голем проблем. Без разлика во која земја сте. Покрај тоа е доста важно да се каже дека има уште неколку земји во светот кои што започнале со воспоставување на заштита, со воспоставување на законодавство, политики, образување на луѓето, подкревање на свеста, информирање на луѓето за различните форми на насилство. Which would be those countries? Some of those countries, especially in the Western Europe, некои од тие земји во Западна Европа и Америка веќе препознаваат дел од овие предизвици и ги регулираат во собственото законодавство. Но најважното прашање, и мислам, тоа е местото каде што треба навистина да направиме исчекор, без разлика дали станува збор за Северна Македонија, Босна, Србија или пак некој друго место, е дека голем дел од луѓето не се ни запознаени, не се ни свесни дека дека постои таков тип на насилство. Некои луѓе не се ни свесни дека нивното тело на некаков начин се врши насилство, дека се користат нивните слики за дигитална манипулација, за да покажат нешто друго од она што реално се. Ако ќе погледнете трендовите во скандинавските земји или некои од другите земји на Западна Европа, сега започна доста агресивно, не бавно, постепено, да во кривичниот законник да ставаат одредби што ќе овозможат заштита од онлайн насилството. И тоа е многу важна работа. И тоа е оној чекор што Северна Македонија го прави во моментов и од тоа многу се гордеме. Рековте дека е многу важна свесноста на луѓето за нивните права на телото, меѓутоа и регулативата кои некои западни земји веќе ја донесуваат. Каква е свесноста во останатите краеви од светот? И дали и таму постои висок степен на насилство, а мала свесност? Да бидам целосно искрен, тоа е важен аспект што вие го покренавте, затоа што во така наречениот вистински свет, речиси 50% од жените искусиле некаква форма, доживеле некаква форма на насилство. Насилството, особено родово базираното насилство, е важен аспект, но за жал се уште е многу распространето секаде. Една од две жени доживела некаква форма на насилство и тоа е во вистинскиот свет, а бројките се многу повисоки кога ќе се префрлиме на дигиталниот свет. Проблемот е што понекогаш не препознаваме дека во местата во кои што имаме високо ниво на насилство во реалниот свет, има слично високо ниво на насилство во дигиталниот свет. Постои корелација помеѓу овие два типа насилство. И ако преземеме акција во реалниот свет, во вистинскиот свет, треба да преземеме акција, дејство и во виртуелниот дигиталниот свет. И тоа е оно што ние треба да го направиме и што да го направиле другите земји, е да можеме да го препознаеме оној просторот како простор каде што може да дојде до кривични дела или до насилство. Како вистинско место, како вистински простори. Ако извршите насилство, ако извршите кривично дело, тогаш треба да следи казна. Проблемот е што нема казна затоа што се уште кривичните законици не го признаваат дигиталниот простор, не го препознаваат дигиталниот простор како простор во кој што може да се јави или изврши насилство. Така што она што што сега треба да се направи е да се препознае онлайн просторот како простор во кој се јавува насилство. Второ, треба да се разгледаат различните форми на насилство што се извршуваат, различните кривични дела што се сторени таму и да се вклучат во кривичниот законник. И третата работа е секако сите треба да се информирани. Сите треба да знаат дека работите што ги прават не се наивни и предизвикаат многу болка. Ќе ви дадам еден пример. Во Босна, например, едно младо момче, видеото на едно младо момче протече низ социјалните медиуми и тој
тој беше на интервју за работа, посетуваше интервју за работа, не ја доби работата, а со видеото му се исмеваа колку ужасен бил на интервјуто. Кога го виде своето интервју онлайн, ова младо момче, и дигитално беше тоа манипулирано, тој да изгледа многу лошо, тој се самоуби. Почина. Тоа е еден вид. Има многу бројни случаи на намалена самодоверба, луѓе кои што се посрамени, посрамување поради телото, ве критикуваат и некогаш има и многу омраза. И тоа многу предизвикува голема болка, затоа што дури повеќе од физичката болка, затоа што физичката болка исчезнува, на душевната болка понекогаш останува многу долго време. Затоа дејство треба да се преземе веднаш, затоа што влијае врз животите на многу луѓе и врз среќата на многу луѓе и општо нивната добросостојба. Навистина е потресителен случајот, примерот што го наведовте со момчето од Босна. И ние во Македонија имаме негативно искуство кога станува збор за дигиталното насилство, бидејќи податоците од статистиката велат дека 3 малолетни девојчиња од Македонија во периодот 2019-2020 биле прво демнети на некоја од социјалните мрежи, а потоа станале и жртви на демначот кој во реалниот свет ги нападнал и ги силувал. Сега, вие токму поради сево ова што го зборуваме, покренувате... Се случува, додека и ние самите зборуваме, некаде се случува тоа. Луѓето постојано споделуваат слики за кои што немаат права. И затоа правото на телото, body right, е многу важно движење, затоа што ги препознава сите овие работи како важни, им дава значење и им кажува дека треба да преземеме дејство за да ги спречиме луѓето да го земат она што не им припаѓа. Горан, вашето тело ви припаѓа вам и никој не смее да ви го земе. Ако сте кажале не, тогаш е не. Ако не сте рекле да, тоа сепак е не. И тоа не може само затоа што вие не сте информирани, не значи дека некој може да направи што сака. Таа кампања која Фондот за население на Обединетите нации ја покрена минатата година на 5 април, годинава добива нова димензија со промоција на тој појмовник или толковник во кој се собрани сите зборови и објаснето, а многу впечатливо е и мотото: твоето тело е само твое, и на нет и во реалниот свет. Имаат ли слух надлежните институции во Македонија на ваквите кампањи? Или зборувате ли со институциите за вметнување во кривичниот закон на дел од она што е неопходно за да се застане на пат на овие дигитални насилници? Морам да го истакнам ова. Западен Балкан, првиот настан што се однесуваше на настанот за body right се одвиваше во Македонија пред да продолжи во другите земји, така што Северна Македонија беше лидер во однос на тоа, во определувањето на тоа каде ќе биде насочен патот на кампањата за body right. И таа кампања имаше повеќе димензии. Една од тие димензии е законодавството, да се осигуриме дека имаме соодветно законодавство. Под број 2 да се разговара со технолошките компании за и тие да бидат отчетни и да работат на таа тема. И третото, да го дефинираме поимникот, односно да ги дефинираме поимите што се користат за онлайн насилство. И јас самиот како практичар бев шокиран затоа што не знаев дека некои од термините што беа користени, затоа што постојано изникнуваат нови поими. И многу ми е мило што поимникот беше преведен на македонски, така што луѓето може да разберат кога одат онлайн, дека кога некој ви испраќа такви информации, дека тоа е еден вид на насилство. Она што е добро, навистина сакам да се заблагодарам Министерството за труд и социјална политика затоа што и тие беа инволвирани, ангажирани, стана многу добри партнери во ова прашање, но исто така мора да препознаеме дека ова е прашање на правда. Законите мора да ги образуваме и судиите, и обвинителите, и полициските службеници за ова. И исто
морам исто така да ја поздравам и првата дама, сопругата на претседателот, мадам Елизабета, господ Елизабета, затоа што таа е силен глас во кампањата Body Right, не само односно во Body Right, туку и во заштитата за жените и девојчињата. Сум била на други ангажмани со неа и мислам дека имате многу добри партнери исто така и во граѓанското општество. Но важноста на преводот на овие термини е дека треба да ги едуцираме сите за овие термини. И вие треба да ги научите. Ќе бидете изненаден кога ќе ги погледнете тие термини. Не ни знаев дека ова е сушност насилство и дека било на некаков начин повреда на моето тело. Она што настана што ќе бидеме денес ќе се објаснат од овие работи и би ве поканил доколку имате време да ни се придружите за да може да видите колку многу поими се користат и на каков начин кампањата ќе продолжи да се одвива. Нема да биде само во Северна Македонија, се одвива и во Босна, Албанија, Србија, Косово, под одлуката на Безбедносниот совет. Работиме секаде во регионот и можеби една од најважните работи што поканата, ќе се обидам да дојдам на настанот. И во право сте дека за многу од тие поими кои се спомнати во поимникот не сум свесен, а сите како нели јавни личности кои имаме контакт со поширок. Поверете. Ще само една работа. Една многу важна работа. Она што го правите сега е многу важно, затоа што медиумите сте огледало на општеството. И она што ми го давате ова како платформа да може да ги објасниме Body Right, правата на заштита на телото е многу важно. Друго прашање е да продолжите да ни давате платформа за да објаснуваме и да забележите и самите, затоа што секако сте добри луѓе, може да ги препознаете овие феномени, може да се повикате на нив, да ги прозивате оние што ги вршат. И затоа што ако не го елиминираме онлайн насилството, нема да можеме да го елиминираме ни насилството во реалниот свет. Тие две работи се меѓусебно поврзани. Значи треба да бараме одговорност од секого, тоа значи од мене, од вас, од медиумите, технолошките компании, собранието, директорите, сите во извршната власт, за да создадеме општество што ќе биде добро место за жените, за девојчињата, за децата. Соработка во секое време на оваа тема со цел и ние да придонесеме за поголема свесност, бидејќи и ние, како што реков, и нашите колешки, меѓутоа и секој новинар сме се соочиле со некаков вид на насилство, бидејќи насилниците се особено силни кога се скриени зад тастатурите на компјутерите или паметните телефони. Веќе спомнавте дел од целите на кампањата. За крај само имате интересен символ во кругче, знакот Б, како Body Right, веројатно. Yes, and go in and please if you look at Да, слободно, ако погледнете и во профилите, ставите го символот, тоа покажува дека сте свесни за правата на вашето тело. И јас ќе ви дадам таков символ за луѓето да знаат. И ќе го проучам поимникот до тогаш со сите зборови внатре. Господин Мосоти, ви благодарам многу за гостувањето. Да, и ви посакувам успешна кампања. Ми беше задоволство што бев тука. Се гледаме во некоја наредна пригода за да зборуваме и за други прашања од надлежност на Фондот за население при Обединетите нации. Така. Благодарам многу. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете со нас, продолжуваме со редовните содржини. Во студиото се веќе Ивана и Марко, а одиме и на лице место со Марија.